Сонце, море, песочни плажи. Оваа се главните предизвици поради кои со нетрпение чекаме да тргнеме во нова незаборавна летна авантура. Летниот период е време кое најмногу го користиме за одмор и релаксација. Македонците сакаат да патуваат најмногу на море, велат од туристичко-угостителската комара. Луѓето летно време сакаат да одат на море. Сакаат да ги видат благодетите на морската сол, на морето и колку и да се промовира, значи сепак нашите дестинации се као викенд или скратен одмор дестинација. Грција, Турција, Црна Гора се најпосетуваните туристички дестинации од страна на македонците. Телевизија Нова беше на грчките плажи, каде најмногу посетители забележавме од Македонија и регионот. Грција и оваа година е најбараната туристичка дестинација за македонците. Телевизија Нова во посета во еден од најубавите и најпосетуваните полуострови во Грција, Халкидики, кој се наоѓа на југоисточниот дел на Грција, на само 60 километри од Солун, на само 160 километри од македонската граница. Со своите 3000 километри квадратни излегува на северниот дел на Егејското море. Во морето влегува со три краци, Касандра, Ситонија и Атос, Света Гора. Туристите кои одмараа на песочните плажи велат дека ја преферираат Грција поради туркизното море и белиот песок кој наликува на оној во екзотичните дестинации. Prošle godine sam bila u Pevkokoriju, pa sam čula za ovo mesto da je puno živo, da ima dosta omladine, pa sam se zbog toga odlučila. Ovo mi je 20. godina u Grčkoj. Poslovno sam poluposlovno, poluodmor i dopada mi se, uvek se lepo osjećam i prijatno. Plaže su lepe, usluga je korektna za tu cenu i to je... Па што знам, веројатно ноќниот живот што го коментираа дека е навистина како нешто како некоја атракција и ми велеа дека вреди да се проба. Да, usluga, znači gostoprimstvo, plaže, sve. Pa sviđa nam se ovdje zato što je urbano i sve to prošle godine devojka bila u Pevkokoriju, ja nisam, ali ovdje mi je baš okej. Ноќниот живот, атракција многу за млади. Таму кај што бев, Палјури мислам дека се викаше, не сум нешто посебно задоволен во смисла на урбанистичкото уредување од околу. Ако гледаме сега како море или како песок, природата што го дала. Значи бевме во Певкохори, значи се поминавме преубаво, значи само што значи како еднодневна тура, нели, значи малце, али сепак значи беше преубаво. Пример Калитеа, лично моје мислење, повеќе е фамилиарно мирно место, значи нема многу кафичи, значи не можеш, значи многу нема некое движење, значи кој знае каква раздвиженост, значи 12 часот се затвара. А вамо кај што бевме, значи стварно се поминавме супер. Многу убаво. Халкидики е едно од најпосетуваните туристички места во Грција. Регион кој представува идеална комбинација мешавина на чиста природа, традиција, кулинарство, ритуали. Мирисот на боровите дрва, изгресонцата, изедисонцата, солта од морето, се ова резултира со опуштање за телото и умот. Температурата на водата на Халкидики овој период се движи околу 24 степени Целзиусови. Халкидики е идеален избор за вашиот незаборавен одмор или подолг престој. Халкидики има пријатна медитеранска клима, богата вегетација и чист воздух кој доаѓа од планините. Можеби нема да сретнете романтични бели куќи или лут ноќен живот како на островите, но доколку од одморот барате бел песок и чисто туркизно море, Халкидики е идеалниот избор за вас. Халкидики е дел од многу митови кои играат голема улога во историјата на Грција. Регионот има 3000 години стара култура поврзана со Олинтос, Торони и Акантос. Во лето Халкидики е културен дом на многу манифестации и фестивали. Во Халкидики можете да летувате со своето семејство. Многу плажи нудат базени и забавни активности за деца. Покрај зголемените цени, Грција и натаму е најатрактивна туристичка дестинација за македонците. Оваа година има и измени кога станува збор за внесување на храна и пијалоци во оваа земја. Не е дозволено да се внесува месо, млеко и млечни производи од земјите кои не се дел од Европска унија. Ако имате платено аранжман, ви требаат во просек 35 евра на ден.
За лежалка нема да мора да платите дополнителни пари ако земете пијалак, но за тоа треба да одвоите 5 евра. На ексклузивните плажи тоа може да ве чини и повеќе. Ако сакате некоја вечера или крстарење, ќе треба да издвоите од вашиот буџет околу 60 евра. Грчкото гиро се продава за 3 евра, а грчка вечера во ресторан изнесува над 40 евра. Туристите се жалат на покачените цени, но сепак грчките плажи се преполни. Па не би можела да споредам затоа што тука не сум била, меѓутоа одредено поскапување да се забележува. Може би да, за некој евро. Има povećanje cena od prošle godine i mislim da nema razloga za tim povećanjem cena konkretno. Jer ništa nije povećana usluga ili nešto da je dobijeno više za tu cenu. Malo je poskupilo u odnosu na prošlu godinu, ali još uvijek je podnošljivo. Ma ne, sve slično. Mada smo mi ovdje tek 2 dana, ali slično, dosta slično. Некаде наплатуваат за пијалок, односно за лежалка и чадор. Наплатуваат со кафе или со пиво или сок. А некаде чисто само наплатуваат, така да не приметив некоја посебна разлика, бидејќи секаде е различито, значи до местото каде што си. Збораме конкретно кафето 5 евра, например, нема врса гирото, секогаш било нели 2,5 така. Меѓутоа, значи на некои одредени пијалоци, значи се навистина качани премногу цени. Сега, значи како ти одговара, значи кај ти одговара тамо ќе се седнеш. Кога станува збор за трошоците за пат, македонците кои планираат налетување да заминат во соседна Грција, најдобро е да го наполнат резерварот во Македонија ако сакаат да заштедат на гориво. Кога станува збор за земјите од Балканот, дефинитивно бензинот е најевтин во Македонија, а најскап во Грција. Според податоците од Автомотосојузот на Македонија, сите земји од регионот имаат поскапо гориво отколку Македонија. Така, во Грција, бензинот во просек чини 1,39 евра, додека дизелот 1,04 евра. Тргнувајќи од Македонија, со еден полн резервар гориво може да се стигне до туристичките места во Грција. За да наполните еден цел резервар гориво од 40 литри, во Македонија ви се потребни 40,8 евра. За полнење на истиот тој резервар во Грција ќе потрошите 55,6 евра. На враќање пак добро е да се обидете да го темпирате патувањето така што ќе наполните бензин на првата пумпа на територијата на Македонија. Со оваа тактика може да заштедите од 10 до 15 евра од полнење. Заедно со горивото, најголем трошок при патувањата се и патарините. Според податоците на Автомотосојузот на Македонија, најголем трошок за патарини има при патувањето во Грција. Така, доколку патувањето до грчките летувалишта го почнувате од Скопје, тогаш на пат до Атина треба да платите вкупно 29,60 евра за патарини. При тоа патот оди од Скопје преку граничниот премин Богородица, па Солун, Лариса и на крај Атина. Ако од Скопје преку Гевгелија патувате до грчкото пристаниште во Игуменица, ќе треба да издвоите 11,3 евра, додека за истата дестинација преку Битола ќе платите 6,7 евра. Еден просечен одмор на некој од грчките плажи би чинел околу 300 евра од човек. Сепак, голем дел од граѓаните заминуваат и на еднодневно капање на грчките плажи. Туристичките агенции организираат и вакви тури. Идеал превоз е една од нив која долги години нуди квалитетни аранжмани за соседните земји и подалечните екзотични места, со пристапни цени за едно просечно македонско семејство.